Добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Сите оние по еден успешно поминат или помалку успешно поминат ден очекуваме кога ќе падне ноќта или кога ќе замрачи да си го одмориме телото и умот, тонејќи во еден убав и длабок сон кој пак е предуслов за, се разбира, квалитетен и здрав живот. Но се почесто сме сведоци дека тоа некако и како да не ни се случува. Многу често луѓето патат од несоница или сомнија запрашувајќи се што конкретно им се случува. Често знаат длабоко во ноќта да не спијат или честопати да спијат, што велиме, будни и честопати да се будат во текот на ноќта. Тука потоа следуваат низ прашања и недоумици. Што конкретно со мене се случува, каков е овој проблем и како да се соочиме да се фатиме во коштец со истиот. Дали да прибегнеме кон користење на одредени медикаменти или некако поинаку да си помогнеме. Инсомнијата доведува до голема психичка и физичка исцрпеност, пореметување на дневниот циклус, намалување на сексуалната желба, како и драстично намалување на концентрацијата и менталните способности, а со тоа и скратување на животниот век. Неспиењето го зголемува ризикот од појава на срцеви болести, појава на дијабетес и влијае врз зголемувањето на телесната тежина. Милиони луѓе страдаат од несоница, со што значително се намалува квалитетот на животот. Симптомите може да бидат предизвикани од употреба на дроги или психоактивни супстанци, болка предизвикана од повреда или состојба која предизвикува потешкоти во наоѓањето на идеална позиција за спиење, рушење на хормоналниот баланс, присуство на одредени болести, страф или стрес, емоционални или ментални тензии, работа во трета смена, како и промена на временските зони при патување. Според статистиките, повеќе наклонети кон неспиење се лицата со возраст над 65 години, оние кои страдаат од депресија и жените кај кои проблемот со несоница е предизвикан од хормоналните промени, што се појавуваат во различните периоди од животот. Од 30 до 50% од светската популација има искусено проблеми со неспиење, додека 10% имаат хронична инсомнија која трае подолго од 3 недели. За разлика од неа, краткотрајната инсомнија трае од неколку ноќи до 3 недели и обично е предизвикана од продолжен стрес, како што се закрепнување од операција или краткорочна болест, смртта на некој близок или почеток со нова и поодговорна работа. Научниците веруваат дека инсомнијата е наследна и дека кај лицата кои патат од несоница, во текот на ноќта им се активни деловите од мозокот кои се одговорни за будење, па затоа реагираат на беззначајни појави предизвикани од надворешни фактори. Третманите на несоницата се фокусираат на причините зошто не спиеме добро. Ако постои медицински проблем, како што е хроничната болка, емоционална тензија или стресот, лекувањето на тој проблем може да помогне за подобар сон. Лекарите препорачуваат да се оди на спиење во исто време секоја ноќ и да се станува во исто време секое утро. Треба да се избегнуваат попладневните дремки, конзумацијата на кофеин и алкохол доцна во ноќта, како и вежбањето непосредно пред легнување. Дел од луѓето кои имаат проблеми со несоница се обидуваат да заспијат со помош на таблети за спиење, седативи или антидепресиви, додека други користат билни третмани. Во секој случај, доколку инсомнијата е присутна подолго време, препорачлива е консултација со лекар наспрема експериментирање со таблети. Токму на оваа вечерашна тема, за која сум сигурна дека ќе бидат засегнати многумина, зборуваме со ценетите ни гости кои ќе ги поканам во студиото, Стојан Бајрактаров и Ненси Манушева. Добро вечер и добро ни дојдовте. Сте ви благодарам на одзивот. Добро вечер и за вас. Повелете. Еве реков, отвараме една тема која ми се чини дека нема можеби семејство, дом, па и човек кој некако нема да го подзасегне. Сведоци сме на се почестиот проблем со спиењето или пак мирното спиење. Вие конкретно работите на оваа тема, но овде на клиниката кај нас или најдиректно засегнати сте со оваа проблематика. Ајде прво да расчистиме што е тоа инсомнија. Инсомнија или несоница, нели, наш термин е недостиг на спиењето. Се состои во потешкотии во заспивањето, одржувањето на спиењето или во некои случаи рано утринско будење. Исто така несоницата не мора да значи само недостиг, значи потребно е да имате и доволно време за да го остварите ова, нели, да има доволно време за спиење, а да не се искористи. Најчесто лицата кои што патат од несоница се будат наутро и
чувствуваат замор или недоволно квалитетно спиење, исто така влегува во овој проблем. Кој е временски термин? Или знаеме обично за децата колку часи им се отприлика потребни за да можат да го поминат денот успешно и квалитетно, да немаме онака расплакани деца кои се приметува дека им недостасува сон. Што е со возрастните? Имаме ли веќе граница која навистина е потребно и неопходно да се исполни за да имаме успешно квалитетни минати денови? Па секако дека има, секако дека е тоа на индивидуална основа. Во основа се зема дека на еден човек му е доволно меѓу 6 и 8 часа дневно квалитетен сон за да биде успешен и ефикасен наредниот ден. Или сонот е многу битен за целокупното наше живење и за нашето здравје. Има она што се вика луѓе кои кратко спијачи и на преведено од англиски и долги спијачи, така да на некои луѓе може да им е доволно и 4 до 5 часа, на некои луѓе може да им е доволно и 9 часа. Меѓутоа, просекот што се зема е 7 часа што треба дневно. Да одспијат, што се вели. Да одспијат. Секако дека има и разни други примери. Во историјата и кај нас знаете дека многу е позната приказната за Леонардо да Винчи, кој спиел на секој 4 сата по 15 минути. Да, тоа е интересна една приказна, за која нели сме читали и сме еве вака дознавале. Реално може тоа човекот да по такво темпо да живее, да функционира и тоа да му биде исто креативен момент во животот? Па тешко дека секој нормален човек може тоа да го постигне, бидејќи сигурно ќе се постигне еден степен на замор на кој не би биле функционални. Значи ние да имаме краток сон од 2-3 сата некоја вечер или да не спиеме заради некоја било која ситуација, проблем, патување, па наредниот ден сме многу уморни. Меѓутоа тоа е веројатно постигнато со тренинг, со навика, со некоја специфична структура на личност, па он успел така да функционира, бидејќи бил многу плодоносен, па сакал да го искористи својот живот. Повеќе имал да во себе кој што сакал да квалитет. Обично некои велат не сакам времето да ми мине во спиење, сакам квалитетно да го искористам, но сепак мора да се има граница, нели, која е потребна за функционирање здраво на нашето тело. Какви типови можеме ли да одвоиме на почетокот на несоници или инсомни постојат? Вообичаено тие се делат на краткотрајни, нели, транзиторни, практично кои што траат неколку дена и поминуваат, краткотрајни кои вообичаено траат до 3 недели и она што се вели веќе хронична несоница која трае повеќе од месец дена, каде што барем 3 вечери во неделата има проблеми со заспивањето и одржувањето на сонот. Што се тие кои имаат такви хронични? Еве краткорочните можеби нели ќе ги надминеме, ќе зборуваме за надминување на краткорочните, но сепак овие па би требало да се анализира што е причината за тоа. Значи другата поделба е на примарни или нели несоница сама по себе, каде што влегуваат овие со нарушување на дневно-ноќниот ритам, или секундарни или уште се нарекуваат коморбидни несоници кои што се резултати или на некоја медицинска состојба или на психијатриска состојба, некојаш и на употреба на медикаменти. Значи се почесто во последниве декади и лековите кои што се испитуваат како, значи, во тој 24 часовен ритам влијаат на сонот и на будноста кај пациентите, затоа што и некои лекови како бета-блокатори или кои се користат за регулирање на притисокот можат да дадат несоница. Кои се најчестите причини со кои вие се соочувате, односно во пракса? Еве ги имаме како причини за јавување на несоница. Видете, несоницата во глобала и според една студија од Светската здравствена организација, кај дури 52% од пациентите што се пријавиле била диагностицирана некоја психијатриска состојба и тогаш доаѓаат кај нас на психијатар. Вообичаено оние краткотрајните нели што траат до 3 недели или ги купира сам пациентот со оние лекови што може да ги набави во апотеките што не одат на рецепт или со некои нели методи на релаксација или восстановување на некои други навики на спиење, а припишувањето на лекарство сепак во делокругот на матичниот лекар на кој што пациентот би му се пожалил. И тоа било констатирано во оваа студија дека иако дури 58% од пациентите имале проблеми со спиење, само 6% од популацијата што страда со никакви проблеми бара помош, нели? Медицинска, и стручна. Може ли, вие имавте една студија, односно магистерската ваша работа е конкретно за оние лица кои работат со поинакво работно време или имаат поинаков
што велиме 24 часовен ритам, оние ноќни смени кои доаѓаат и така натаму, конкретно често да им се јави нарушување на сонот и комплетно на биоритамот на тие луѓе? Па веројатно се повеќе и повеќе, дури може да кажам и можеби најголема причина за несоница или за неквалитетен сон во последните години е работата со ноќна смена. Ние нели сме сите свесни дека со промената на начинот на животот многу професии стана и ноќни смени. Гледаме дека и градот пулсира повеќе ноќно време. Сите очекуваме и разни услуги да не бидат достапни и ноќно време. Нели, не дај Боже на нашето дете да му снеме интернет во ноќно време, ние сме паника. Да, паника и тука треба одма да се реагира кај провайдерот да се повозможи веднаш интернет. Меѓутоа тука спаѓаат и пред се нели медицината секој пат има дежурни екипи, полиција, противпожарни бригади, па и стилот на живот на младите. Свесни сме дека се повеќе и покасно работат ноќните локали. Да не кажам дискотеките, што е вон секој воспоставен биоритам, почнуваат да работат нели од 12 во 1 часот и дури тогаш младите излегуваат, што го руши комплетно нивниот биоритам за следниот ден и воопшто. Тоа се ствара една таква навика, така да сите тие расстройства на спиење поврзани со неквалитетен сон, со ноќна смена или со ноќен стил на живење, предизвикуваат несоница. И тоа има големи реперкусии и врз здравјето и врз нашиот начин на функционирање. Еден наједноставен пример, во Америка втора причина за сообраќајни незгоди, нели кај нас тоа е многу актуелно моментално, втора причина е заспивање зад волан. Првата причина ја предизвикуваат возачи во алкохолизирана состојба, меѓутоа се повеќе и повеќе станува тоа актуелно во Америка, каде што се прават огромни испитувања и се гледа пак тоа колку пари го чини општеството после. Нели со тие повреди, со сите тие консеквенции кои го носи неквалитетното спиење. Што е со децата? Знам дека вие конкретно работите, но и нели нема да навлеземе подлабоко во проблематиката, но сепак, нели, често се запрашуваме зошто детето ми нема континуиран сон во текот на ноќта, можеби кај нив е најранлива категорија си, најпотребно е тоа континуиран спиење од повеќе часа, мирно спиење и така натаму. Па доаѓаме до хиперактивни се децата, па не треба да се јаде можеби ова или онаа храна пред спиење и така натаму, но што е навистина генерално кај нив како проблем кој се јавува, можеби вие се соочувате во пракса и што е она можеби на што можеме најмногу да обрнеме внимание? Детската популација не е во нашиот домен, значи во принцип ја работат детски психијатри, значи особено кај оние деца што се со расстройство во вниманието можно е да имаат и несоница бидејќи примаат лек кој што ги стимулира и така натака, но за оние деца други нели кои што немаат, да речем, нели потешкоти од тој тип, потребно е првенствено нели добар однос на родителот и детето со доверба да се најде дали може би има некој медицински проблем. Второ, што исто така е многу важно, секогаш да се исклучат некои, бидејќи несоницата може да биде предизвикана со телесни болести како ноќните апни и така натака. И значи проблеми на школа, дали има некои психолошки проблеми може да предизвикаат, а и самиот живот кај децата може да направи нели проблеми со спиењето, бидејќи сите сме свесни колку многу конзумираат од оние енергетски пијалоци, кока-колата исто така има нели стимулативни во себе, кофеин. Ако е прекумерна употребата може да предизвика нели пореметување во спиењето, нивните активности да не бидат навечер претерано стимулирачки, компјутер, интернет, заспивање, нели тоа често се случува со мобилен или во кревет се сурфа. Да. Така да се што предизвикува прекомерна стимулација кај нив предизвикува да се наруши тој ритам на спиење и будност. Родителите би требало да водат сметка да се востанови нели навиката на спиење во одредено време, наутро да се нели будат секогаш во одредено време и тоа да се практикува и преку викенд, а додека ако постојат нели нарушувања во смисол да имаат потешкоти со дневните активности или во адаптацијата, секако да се помара стручна помош од медицинско лице.
Може ли да направиме некаква конекција на одредени заболувања кои можеби би биле тие кои едноставно се во многу тесна врска со несомницата или инсомнијата? Мислите на Постои ли соматски така? болести? Да. Па многу соматски болести предизвикуваат несоница, да не кажам сите што се поврзани, замислите, почувајќи од нас, кои и кога сме настинати, па не спиеме добро, затоа што чувствуваме некаква болка. Значи, секоја соматска болест може да биде поврзана со несоница и со а несоницата понатаму со намалена функционалност, со нерасположение, бидејќи не дај Боже да се работи и за некоја потешка болест, за било која болест, значи тоа може да има консеквенции врз несоницата. Има посебни соматски болести, па кои може да имаат и реперкусии врз хормонален статус или врз значи врз сите оние хормони кои влијаат на спиењето, нели има хормони како што е мелатонинот, што или кортизолот кои имаат определено влијание на спиењето, така да определени состојби како да например проблеми со тироидна жлезда може да предизвикаат или недостаток на спиење, али може и обратно, и хиперсомнија, изголемено спиење. Така да сигурно дека ако се некој човек што е здрав и му се појави као симптом несоница, треба да се разгледат сите можности да се земе еден така нели најчесто се наоѓаме во тоа, го сретнувам вака и во пракса, е нешто во континуитет, нели почна од нигде никаде да ми се јавува несоница, се е во ред, од прилика, нели се едемек, си тече во тек на нештата си течат во тек во кој си течеа и до сега, но каде од ова? Па тука се отвара прашањето дали нели луѓето се во дилема, се работи за страствен проблем кој предизвикува несоница или е можеби на конкретно некој психолошки терет или проблем кој им ја јавува несоницата. Тогаш дилемата е нели каде прво да се обратам. Имам чувство дека луѓето се многу лесно веќе подложливи во периодов на тоа сами да си препишат медикаменти, од типот ќе си земам јас медикаменти, ќе си се опуштам и ќе си заспијам, што сметам дека можеби потоа да имаат други појави. Еве ваше искуство ќе ми споделите на оваа тема која предизвикува потоа други пореметувања, мислам, кај организмот. Употребата на лекарства како лекарства секогаш би требало да оди под надзор на медицинско лице, барем матичниот лекар кој што нели сега е востановена институција во нашата земја, а се разбира за поизразени проблеми ние психијатрите би требале да третираме, нели од која ќе се испита пациентот и ќе се востанови што е подлогата, нели и соодветни лекови. Употребата која што едно време нели во Македонија беше баш ќе се отиде и ќе се купи бензодиазепински тип, значи многу често доведува до зависност, бидејќи се развива толеранција и се зголемува количината на употреба, на практично не се ефикасно третира проблемот, само се создава уште еден проблем. Значи секогаш кога се приоѓа кон несоницата треба да се води сметка, најчесто и во светот има како не доктринарни ставови, но сепак како би биле постапките. Секогаш во почетокот се обидува и практично луѓето тоа го прават со самопомош, со некои методи, медитација, јога, методи на релаксација со дишење и така натака. Второто е веќе прибегнување кон ние лекови што се достапни од типот на мелатонин, што го спомна колегата Валеријана и така натака. Веќе употребата на бензодиазепински, небензодиазепински лекови, нели, кои што се и кои што може да дадат нели зависност, би требало да бидат под строг надзор на медицинско лице, а не така да се употребуваат на своја рака. Затоа што многу често, нели, тие би требало да се препишуваат во соодветна доза, соодветен временски период, за да се избегне накнадните проблеми, бидејќи веќе се влегува во оној затворен круг. А сега не можам да заспием, ќе се напијам апче и така натака, не му помага, па почнува, нели, или поголема доза или две, и само медикација со лекови што се од овој тип не е препорачена. Бидејќи тука, како што го споменавте, тој нели затворен круг, многу често во светов, еве конкретно Америка, имаат навистина голем процент на борба со таа несоница и инсомнија, ако еве ги споменеме и тие луѓе, но и оние кои во пракса ни се по секогаш симпатични да ги гледаме низ призма нели на посматрање на нивниот живот и така натаму, и што им се случува во истиот, се оние луѓе од светскиот шоу бизнес звездите и така натаму, кои во последно време се секогаш пример за борба со несоница, која потоа нели оди или тенка или нијат
спиењата, барем така се верува, по тоа да се премине во некој степен на депресија или носи тоа во депресија, или можеби е тука таа врска, вие ќе ми објасните медицински, на употреба на тие медикаменти на своја рака, па и читаме нели како користеле ова за да дојдат до мирен сон, па тоа направило пореметување и нарушување, па потоа настапила депресија која за жал на крајот и резултира со многу несакани нели завршници. Сведоци сме дека модерното стилно начин на живење, стил на живење е многу захтевен. Значи и се промовира еден стил на живот, посебно во западноевропските земји, каде примарно е работата и значи професионалниот напредок. Значи да бидеме што повеќе успешни, што повеќе ефикасни на работа, присутни на работа. Имаме многу луѓе, менаџери познати кои своите интервјуа зборат како се они 18 до 20 сата на работа и само 4 сата спијат. Значи сигурно дека тоа не е поволно за нивното општо здравје. Значи секој човек треба да има и определено време за одмор и за социјални активности. Меѓутоа, сведоци сме дека има и голема злоупотреба, како што кажа колешката, не само на бензодиазепин или диазепам од стана како добро утро. Да, најдомашен лек да го кажам, во наводници, нели, како начин на злоупотреба. Меѓутоа, многу се промовираат тие многу познати личности дека они функционираат и посебно со тоа како да се фалат, како да стануваат уникатни, со некоја злоупотреба и на некои стимуланси. За да они може да го издржат тоа темпо. Значи, таа стимуланси која прво се зима као проба, тоа станува модерно и во нашето општество, па после се зима као потреба или подобро да се функционира, па на крај се креава и зависност, многу влијае и на појава на таа несоница. Затоа што истите тие луѓе кои се многу успешни, они сакаат да живеат 24 сата, значи да немаат изгубено време како што и они многу често се изразуваат во своите интервјуа. Меѓутоа човечкиот организам е така створен дека му треба одмор, не може да функционира без одмор. Имаме ситуации кога и под експерименти, значи луѓе успеале да бидат без сон 11 дена. Мислам дека е светскиот рекорд. Гинисова книга има таму, да. Меѓутоа, после такви обиди, најчесто настапуваат една сериозна психичка декомпензација или симптоматологија. Значи, тоа не постои човечки организам кој може тоа да го издржи. Во светот постојат неколку екстремни случаи на хронична инсомнија, а од сите нив се издвојува случајот на Ал Херпин, уште попознат како човекот кој никогаш не спиел. Роден 1853 година во Трентон, Нью Џерси, Херпин тврдел дека има развиено необичен случај на несоница, при што не можел да спие. Причината е непозната, иако може да е поврзана со неговата мајка која имала голема повреда неколку дена пред да го роди Херпин. Тврдењата на Ал Херпин привлекоа внимание кај експертите по медицина, кои кога го посетиле во неговиот дом, не забележале кревет, кауч или каков било друг мебел на кој може да се спие. Тој бил во добра здравствена состојба со постојано високо ниво на свест, пркосејќи им на сите научни разбирања на потребата за спиење. На 29 февруари 1904 година Ал Херпин умира на 94 години, оставајќи ги докторите без одговор за неговата болест. На прашањето колку дена може еден човек да издржи без сон, одговорот е 11 дена или 264 часа. Ова е документиран податок за најдолгиот период без сон, намерно извршен без користење на стимуланси. Рекордот го држи Ренди Гарднер, кој во 1964 година со своите 17 години останал буден цели 264 часа, но желбата да биде рекордер му донела на Гарднер здравствени проблеми со видот и говорот. Недостатокот од сон е веќе добро позната појава и кај успешните личности кои во битката со времето издржувале и со неколку часа спиење. Мариса Маер, извршниот директор на ЯХУ, работела и по 130 часа неделно, што не и останувало многу време за спиење. Таа изјавила дека доволно и биле 6 часа сон на ден и неделен одмор на секои 4 месеци. Модниот дизајнер Том Форд вели дека неговиот успех не лежи во талентот, туку во работната енергија. Доволни му се 3 часа на ден за спиење. Во биографијата на Никола Тесла стои дека ноќта спиел само 2 часа, а исто така е познато дека на Маргарет Тачер и требале само 4 часа спиење.
Председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама на спиење оди најчесто во 1 часот по полноќ, а се буди во 7 часот наутро, што значи дека спие по 6 часа. Водителот Джей Лено тврди дека спие по само 5 часа, а на славниот иноватор Томас Едисон му требале само 3 или 4 часа квалитетен сон. Заклучокот е јасен. Спиењето представува витален дел од човековото постоење. Тоа е значено како воздухот кој го дишеме, водата која ја пиеме и храната која ја консумираме. Луѓето не може да живеат без сон, но релативно е на кој човек колку часа спиење му се доволно. Вие имате издружение за кое само ми споменавте и рековте дека сега е во зародиш, ако не се лажам, или вие се комплетирате онака стручно како тим во него и по тоа кои се очекувањата и што треба да работи тоа здружение? Па, добро, тоа е здружение во кое сакаме баш да ставиме акцент на расстройствата на спиење, бидејќи медицината на спиење е нешто што се развива последниве 2 декади секаде во светот, нели е како посебна субспецијалност, да речем. Ние и двајцата бевме на обука во клиниката во Нирберг, во лабораторија која што е за расстройства со спиење, каде што е мултидисциплинарен приодот, бидејќи нели споменавме, несуницата може да биде од медицински состојби, значи таму во тимот имаат интернисти, вообичаено пулмолози, некојаш оториноларинголози, бидејќи проблеми со дишните апарати, хронични болести, астма, хронична обструктивна болест може да дадат. Ноќната апнеја, која што е болест сама за себе, може да даде несуница, значи тимски се работи, но како да кажем, тие се состојби кои што баш мислам дека се сметаат, а тоа е нормално, он си речи, тоа е така, но речењето никош може да биде поизразено или ако е пратено со недостиг на здив, тоа е веќе укажува на медицински проблем кој што треба да се третира и има соодветен третман. Она што вообичаено порано можеби се практикувало, топло чајче, кебенце, е можеби книга, нели на опуштање на умот и сите сетила пред заспивање, кај нас чинам дека се поретко се случува, чесни исклучоци и како што велите, таа е напната една состојба пред спиење на уклучени сите девајси на располагање и телефоните до нас и сурфањето и така натаму, прибирање последни информации пред заспивање можеби не реметат и тоа како. Затоа како се можеби ремети сонот на дел од нашата публика, знам дека имаат овде прашања. Чинам дека беше овде првото прашање, нема да имате нели проблем? Чисто консултативно. Имате микрофон, така? Јас сакам да прашам без никакви обврски, преоптеретеност, нешто. Ми се случува една ноќ да не спијам. А кога спијам ко топ. Не слушате? Да. Внучиња имате? Имам све тоа, големи се внуците, без работни обврски, без никакви обврски. А ми се случува, ете, преку ноќ ќе заспиам 1 саат, 2 и се будам и постојано така до сабајле. Али тоа не е често. Така на интервали, да речеме. Па, видете, мислам, се не знам, нема да го вредам, меѓутоа, со возраста се намалува и потребата на спиење. Настанува и еден на другачи начин му функционира организмот. Значи, активностите се намалуваат. Значи, кога сте биле помлада, веројатно сте имале повеќе активности, сте биле повеќе и физички, повеќе се истрошите, па ви треба поголема потреба за сон. Сега и, како што каже и самата водителка, многу стручно, меѓутоа, имате и деца, имате и внуци, можеби и подсвесно, меѓутоа можеби ви вознемирило тоа што синот, ќерката имале или снаата, зетот имале проблеми на работа. Можеби посебно внуците ако се големи, може навикнале како што спомнавме да излегуваат навечер, па знаеме дека сите мајки и баби го чекаат да не касно навечер и онда тоа води една состојба на вознемиреност напната за дека не се врати и после тешко може организмот да се смири, да се врати од таа нормала, па да може да заспие. Така да тоа е на многу индивидуално ниво, посебно кога се работи, како што викате, повремено, така да многу веројатно и сите ние тоа го имаме, тоа да е поврзано со некои стресогени настани кои можеби многу миниатурни, можеби за некои кажат што се секираш, еве и вчера излезе, меѓутоа кога ќе прочитате можеби нешто увесник што се случило на некои други деца со иста возраст како вашите внуци, па можеби тоа ќе ве вознемири. Така да
Мислам дека кај вас не се работи за класична инсомнија, него тоа што е можда и на некој начин и нормално за луѓе. Сите сме нели. Тука ќе речеме не чајче како што споменав, да не медикаменти да не одиме веднаш на спиење. Значи, за да се воочи дали постои проблем или не, колегата го мислам и јас се согласувам дека најверојатно кај вас не се работи за некој здравствен проблем по време на несоница, нели може да биде предизвикана, но она што претпоставам ве загрижува бидејќи тоа се повторува, значи за да може да се воочи, секогаш се препорачува дневник на спиење. Значи, кога се случило кој ден, дали преку денот имало некои поразлични активности, значи тоа е улогата на, да речам, нас како тим да воочиме дали се работи за некоја по медицинска состојба што би требало да се третира или е нешто што е повремено и што би било. Значи, да се разгледа како може би проблем, да, дали имаме проблем конкретно. Нели несоница станува? Како да прашам некој друг дали има потреба да праша, еве додека вака сме отворени за справотка. Ме интересира дали она дневна или попладневна дремка што велиме, нели, и одмарање може да го компензира ноќното неспиење и луѓе, нели, обично слушам, не спиам да навечер, но затоа попладне си надоместувам или кога ќе легнам, ете тоа е она што ми треба, па потоа повторно ноќта се живее како ден. Тоа е прво што не се препорачува. Тоа е првото? Да се надокнадува сонот, да. Значи, за ќе ми објасните. Да. Она што секаде е во препораките и што го кажа колегата, хигиена на спиење, значи секогаш легнување во исто време, недозволување да вие престојувате во креветот и да се превртувате, нели, чекајќи да ви дојде сонот, ако тоа трае подолго од 20 до 30 минути, треба да се стане, да се замени со некоја активност, но не јадење на храна и пиење, нели, конзумирање на алкохол пред спиење исто не се препорачува. Работи како пиење топло млеко, чај, особено пак кај децата, нели, пред спиење е нешто што е како ритуал што може да помогне. Но надокнадување на сонот, дури и она што е, нели, поготово за адолесцентите сега, тие излегуваат, но ќе остануваат касно, па си надокнадуваат на сабајле, освен што губат од дневните активности, значи се нарушува оној ритам на спиење и будност. Значи тој ритам и нели се прави снимање, полисомнографско снимање кој што е резервирано во диагностика на, нели, тешки, упорни несоници и други расстройства на спиење, нели, со расстройства со движење на екстремитети и така натака. Значи, има фази на спиењето, кои што во почетокот се поповршни, како минува времето, меѓу 4 и 6 се најдлабоки и се одмараат, но има нели, ритам како тие се одвиваат и тој ритам практично е одраз на сите оние работи што се случуваат во нашиот организам. Она што практично ни го одмара организмот и ни го припрема за наредниот ден. И тоа е што ние си го ускратуваме ако легнеме. Нели, не за џабе е кажана поговорката пред 12 да бидете во кревет, затоа што практично тогаш започнува оној сон, нели, започнување на сонот. И секој нарушување на тоа, нели, например, будење рано наутро практично не дозволува хормоните да си го постигнат тоа ниво кое што нас ќе не спреми за да го речеме наводници стресот од наредниот ден. Да, стресот не е втора. Тоа е тоа што практично треба да се внимава и не можеме да често доведува, да. Еве пак се враќам на адолесцентите, заради касниот живот, тоа е веќе опишен како синдром, не е болест, нели? Да. За касното започнување на спиење, но се одразува на активностите понатака, на концентрација, на сето тоа. Да немаме овде прашање само, некој да има проблем со несоницата и некакво прашање кое конкретно се однесува и овде уште знам дека да, јас сакам да прашам. Дилема. Веќе спомнавме за предизвикувачите на несоницата, но ме интересира како тоа резултира врз организмот, врз интелектуалната зрелост можеби. Па интелектуалната зрелост, јас не би ја поврзала со неспиењето, но она што е потребно, нели, на секој организам, сега како зборуваме за помлади, нели, и заради тоа имаат они поголема потреба на сон, која што како со годините се намалува, нели, како возраста, како старееме, зрееме, така се намалува и потребата на сон. Да, баш заради тие, како да кажам, хормонални промени што се случуваат во организмот.
едно е кога ние растеме и се развиваме, така потребно ни е подолго време. Кога сме повозрастни, нели, сите тие работи се случуваат во овој период што го кажав, можеби најбитен од 12 до 6 часот, што би требало да биде квалитетен и нели непрекинат. Освен за физиолошки потреби, да. Па и тоа дори не се препорачува некојаш нели конзумирање многу течности за да не станувате на окей така. Да, не ви стимулираат во. Би се надоврзало дека има може да влијае врз нашето и врз нашето психичко здравје, долготрајната инсомнија и врз нашето соматско здравје. Значи има многу испитувања што покажуваат дека и на психичка основа сме помалку функционални оние луѓе кои работат, да кажеме, ноќни смени. Меѓутоа и многу почесто заболуваат од некои видови на болести, како од кардиоваскуларни заболувања, од заболувања поврзани со гастроинтестинален тракт. Така да, тоа се медицински релевантни факти кои кажуваат дека несоницата има долготрајно негативно влијание врз нашето здравје. Има испитувања, например и врз деца, како они функционираат на школа или како тие ресоницата како влијае врз нивното целокупно здравје. Тоа се долготрајни студии со многу години. Има многу испитувања во Европа, да кажем, на деца кои живеат блиско до аеродроми. И тие деца, бидејќи ради буката од авионите, немаат квалитетен сон. Тие се многу помалку функционални на школа, меѓутоа и после 10, 20, 30 години имаат многу поголем процент на некои видови заболувања во однос на децата кои живеат во мирни квартови, кои имаат нормален сон. Тоа е у Белгија, кај у Шипол, у Лондон до Хитроу ги има тие доста испитувања во Европа, кои се доста релевантни, кои се со истите заклучоци. Веројатно влијае проветрен просторот пред спиење, пак ќе велиме опуштачка атмосфера која нема додатно да ги стимулира ниту децата, ниту нас за еден мирен и континуиран сон. Уште една дилема која често се јавува, мислам дека и јас во нашето време на школување беше често присутна, да учиме во доцните часови, кога ќе се смири некако можеби се и велиме сега можам да бидам најактивен, односно најмногу да се посветам на материјалот и најмногу да го совладам или ми треба кратко време да го совладам материјалот, па тоа се случува во текот на ноќните сати, па тука сме будни, малку кофеин повеќе и така натаму и се спремаат испити, се учи во текот на ноќта и тоа ни го носи резултатот следниот ден и ние сме супер среќни дека сме успеале да поминеме и дека тоа е тоа, дека ноќта ни треба за да се посветиме на науката. Ноќта можеби во оние како да кажам, намалени сензации надворешни во смисол нели не е толку динамично како преку денот, но секако дека не е подобра концентрацијата отколку преку денот. Значи ноќното учење можеби има предности што сте сами изолирани и не може да ве концентрираат други луѓе, но и тоа може да направи ист проблем како и што го спомнав пред малку, излегувањето надвор, дури и учењето, бидејќи секоја што е со некоја стимулативна субстанца се консумира кофеин, никотин кој што исто е стимулативен, нели? Со прекумерно нели пушење ако сте дома сега. Да, се опуштате. Значи никотинот предизвикува стимулација на централниот нервен систем и исто така и оваа навика, значи стварање на нови навики, практично, може потоа да се одрази. Јас лично познавам еден таков, да речам, случај, каде што баш ваквото учење потоа предизвикува несоница, бидејќи лицето се вработи и потоа веќе не можеше да влезе во нормален да го воспостави повторно ритмот, потребно е секако време и така натака. Онаа пракса која добивте на вашето патување, ви споменавте за одредени соби за спиење и слично, но би сакала од ваше видување нели од искуството тама да го пренесеме малку овде и што од тоа ние би имале бенефит овде во Македонија, нели, како новитети по прашање на методи за лекување на несоницата. Да, тоа е снимањето што го спомнав, полисомнографско снимање, значи се мери електроенцефалографската активност, односно електричните бранови на мозокот, бидејќи тие имаат собствени фази по кои што се дели нели процесот на спиење. Потоа се мери моторната активност, колку мускулите се опуштаат и сето тоа во корелација покажува каков е квалитетот на сонот. Значи, тоа не се применува, ретко се применува нели кај несоници, ако се долготрајни упорни во дијагностика,
на соницата сама како проблем, но секако има индикации каде се применуваат тие полисомнографски испитувања. Тука некако да подзаокружуваме, ако уште нешто ќе завршиме со една конкретно можеби совет мисла од ваша страна за тоа како да се вратиме на старите добри навики или на она време кога нашите се легнувале и далеку пред 12, 9 во кревет за децата ни важи, ако никој не ни го почитува тоа, за жал, но сепак да се можеби потрудиме сите заедно, вратиме дел од оние здрави навики кои ќе ни обезбедат квалитетен и мирен сон, што и како што спомена во најавата е предуслов за еден квалитетен и здрав живот. Па јас би рекол дека пред се да се научиме да се почитуваме себе си и да се го почитуваме нашето здравје. Со тоа што ќе се обрнеме внимание и ќе бидеме свесни дека здравиот начин и стил на живот, што вклучува и квалитетен сон, не треба да биде жртва на тој современ начин на живот и на таа борба за брз успех, за брз стил на живот. Така да научиме, како што викате вие, да си имаме, што било порано повеќе усвоено, да имаме структура на нашето време. Значи, да имаме време за све, па и за нашата фамилија, и за нашите социјални активности, а не само за работа, и не само да бидеме концентрирани дека треба да бидеме успешни на професионално поле. И во однос на тоа да почитуваме и да си внимаваме и на нашиот сон. Ќе си внимаваме на нашиот сон, ако имаме и од наједноставни да кажеме елементи, ако ги почитуваме, ако си почитуваме да имаме убава спална, која ќе не биде место за мир, за релаксација, дека креветот ќе го користиме за тоа што е наменет, а нема да го користиме за учење, нема да го учиме за сурфање на него, нема да го користиме за лежење и за гледаме телевизија. Па и за храна. Меѓутоа, една структура на нашето време што ќе ни овозможи да имаме квалитетно време за спиење, доволно време за спиење и која ќе ни го овозможи тој ритам на живот како што е и структуриран човечкиот организам. И тоа почувајќи навиките нели се ствараат од рана возраст. Да. Така да ако успееме и на нашите деца да им направиме една таква структура на времето и на навиките и на нивниот начин, стил и однос према самите себе, дека треба да почитуваат да имат квалитетен сон, сигурно дека тоа ќе им се одрази на секој поле на таму живот. И на здравствено и на поле на нивниот животен пат. Вие стоите на располагање секако за сите оние кои имаат конкретно можеби прашања и дилеми околу токму несонницата, инсомнијата, како појава, а реков честа е во последно време. И тука некако би се заблагодарила за учеството, одвоеното време, продолжувате со вашите студии и истражувања. Успех во работата со Сдруженијето и реков благодарам што ве начинавме неколку работи кои се врзани токму за оваа проблематика. Верувам дека ќе отвориме уште неколку теми на ова прашање кои ги интригираат луѓето околу нас. Така им препорачам на родителите, сега са девајси, добро што оди емисијата во културно време. Нема да ни изгаснат. Не препорачуваме гледање телевизија по 21 часот. Нема, рековме, мобилни телефони, нема сурфање. Убав квалитетен мирен сон, подразбира можеби читање на некоја приказна за децата пред заспивање. Рековме некое топло чајче или млеко за да ги опушти. Тоа ќе биде борба голема во континуитет, но да се надеваме дека ќе се вратиме на патот што се вели, на здрави навики кои пак се еднакви на една култура на живење. Ви благодарам многу и ви благодарам за вниманието во Тунел и вам за учеството. Благодарам.